Добар ден, почитувани гледачи. Првиот летен одмор со најмалиот член на семејството може би на прв поглед може да ви изгледа и да ви звучи застрашувачки, но доколку добро се подготвите, доколку добро се испланирате, се ќе помине во најдобар ред и ќе си поминете еден убав безгрижен летен одмор во кругот на семејството. Но како да се направат тие подготовки, како со мало бебе и со мало дете на одмор, која дестинација да се одбере, како да се подготвите претходно и како да се однесувате таму, можете ли да ги предвидите потребите на бебето и да направите се да биде во најдобар ред. Советите и препораките денеска во визита ќе ги слушнеме од доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, поздрав за вас сите во студио и до вашите гледачи. Так, ви благодарам доктор Александар и верувам дека убаво со внимание ќе не слушаат сите оние и баби и дедовци и родители кои во моментов се пред малите екрани, а допрва го планираат одморот и се можеби во дилема дали со мало бебе да се оди. Може ли да се оди со мало бебе на одмор и која е најраната возраст кога може тоа да се направи? Може, секако може да одат на одмор, не е спорно, но знаете како, суштински е најбитно од се прво да се одлучи каде е дестинацијата. Значи, јас лично полно пати и на нашите пациенти им кажувам дека не е проблемот да се патува, да се отиде на одмор, меѓутоа тоа бара одредена подготовка и предуслови кои што вистински треба да се направат, особено колку е детето помало. Првата година од животот на децата, кога цел период го викаме доеначки период, сепак се они релативно осетливи и вулнерабилни, велиме, нели, може да се појават разни инфекции, алергии и така натаму, многу се поосетливи. Најдобро е да за нив се избере дестинација која не е многу далечна. Знаете, бебињата може да патуваат и со авион. Исто така, тоа не е спорно. Дури еден едноставен совет е да во тек на полетување или слетување треба, ако е на доење, да цица бебето, нели, заради промените во притисоците во авионот, промена на надморската висина. Меѓутоа, најголемиот проблем е кога се трга на одмор и воопшто во педијатријата најголем проблем е транспортот. Значи, превозот на едно дете од една дестинација на друга дестинација. Без оглед колку и да имате вие добра кола, колку и да имате добри возила денеска, модерни возила, сепак самиот транспорт треба да е нежен, благ, не треба да се брза, затоа што децата се поосетливи малку на тие брзи движења, оние кривини или оние кинетози што ги викаме, па може да се појави повраќање, да кажеме. А повраќањето ни е еден симптом на кој што треба да внимаваме. Затоа ја им советувам на родителите, да, можете вие, например, 6-месечно дете, можете, нема проблем да одите со него, но немојте да возите многу брзо, возите полека, нека е пријатно возењето и изборот на местото и дестинацијата е многу битен од еден друг аспект. Значи, треба да се обезбедат сите нормални хигиенски услови како што луѓето ги имаат дома. Значи, да имаме сместување кој има топла вода, ладна вода, нели, услови каде што ќе биде сместено фино, да не биде изложено на разни ризици кои што можат од друг аспект да се јават. Кога го споменавте и патувањето, ние сите нели мислиме и се надеваме и очекуваме бебињата ќе спијат во автомобилот или пак и малку поголемите дечиња, ама не е секогаш тоа така. Па кога тие ќе се веќе раздразливи, кога нема да им одговара нешто, дополнително прави нервоза и кај родителите така при патувањето. Значи тоа е она што убаво треба да го испланираме, што го велите така. Знаете, јас не се разбирам во оној дел што го викаат сообраќај, да кажеме, меѓутоа објективно многу родители слушам со мали деца тргаат навечер на пат, што од своја страна носи одреден ризик возење навечер, објективно. Но она што е исто битно, што би сакал да им напоменам, дека децата мора да бидат позади на задното седиште, ставени, ако се работи за доенче, да биде во транспортер, врзано за транспортерот, не да се држи во раце, онака само да се држи во раце. И ако е дете кое што е 2, 3 или 4 години, мора да биде врзано позади или со кајшите во тек на одењето до дестинацијата каде што се оди. При тоа, навистина многу би инсистирал на тоа да изборот на дестинацијата морска, дали може би... море, езеро или планина? Значи, дали е море, дали е езеро, дали е планина, видите, се е убаво.
Не е спорно. Да. Знаете, вие кој ќе го видите летото, уствари сонцето го дава животот на планетата. Вие во лето имате најмногу зеленчук, имате овошје, имате се имате едноставно. И она што е клучно битно, го имате главниот извор за D витамин, тоа ви е сонцето. Меѓутоа, нешто, значи не можам да кажам дека мора да се преферира летување на море, меѓутоа морето морињата носат една дополнителна, она што велиме климатско лекување. И многу често и во минатото и денеска се комбинира климатски промени за детето, например, од море на планина или обратно од планина на море. Нешто поефикасно, мада нема правило кај секое дете, е да се оди на море па да се качи малку на планина. Значи, тоа е она најстаро што го велиме нели климатско адаптирање. При тоа, без оглед дали ќе бидат во море, топло им советувам на родителите да не влезат сега во една друга доза на хиперчистота, значи кога ќе изберат простор каде што ќе бидат сместени хотели, апартмани или било што како, нели? Да не влезат во апсолутна хиперчистота, него да ги пуштат децата, нека си играат во песокот, нека се сензибилизираат со микроорганизми, значи да не изгледа малку чудно ова што го зборуваме, меѓутоа факт е дека во последниве децении ние гледаме дека во сите оние средини во светот каде што имаме апсолутна хиперчистота, се јавуваат, нема толку инфекции како состојба, тоа е заради имунолошкиот систем, стимулација на имунолошкиот систем, меѓутоа има доста деца кои што развиваат алергии. И денеска се зборува дека не треба детето да е у хиперчистота ставено. Значи, впрочем, и биологијата наша е таква да треба малку да се запрље. Тоа не е лошо, нели, да се игра во песок. Деца како што тие самите растеле, така некако да се навратат на нивното детство кога едноставно биле пуштени да прават што сакаат, иако секогаш нели со доза на внимателност и од страна на родителите и на децата, ама се навикнуваат и го развиваат така имунитетот. Тоа сигурно, затоа што вие цело време, например, детето кое се игра и е надвор, например, и се игра, или да речеме сега кога ќе бидат на одмор родителите со своите деца, едноставно контактот со природата е цело време размена на микроорганизми. Впрочем, видите, детето или ние возрастните, ние имаме повеќе микроорганизми на нашата површина на телото и во телото, отколку што имаме клетки со кои што живееме. И таа симбиоза мора да се одржи. Ако таа симбиоза ја нарушите, може да се јават одредени заболувања кои што реално не се многу пријатни. Така, да. Значи, добра подготовка, добро планирање, велиме, можеме ли да ги предвидиме потребите на бебето? Кога сме дома, сме си на свој терен, многу ни е лесно, така, што и да се случи, на брзина можеме да изреагираме и да побараме помош. Ама што кога сме веќе на надворот? Па, знаете, едно од клучните прашања, за кое верувам дека и вие би ме прашале, а може да би го врзале овдека, али сите родители го прашуваат, што да понесат на одмор? Кои лекови да ги понесат? Што да понесат за заштита на кожа? Што, значи, она што ја викаат торбичка за патување. Патната аптека, така, една мала патна аптека. Сакам да кажам дека, значи, пред да кажам што отприлике треба да се содржи тука и да одговорам на вашето прашање, сакам да напоменам дека во педиатријата, за разлика од медицината за возрастни, има многу разлики во приодот, во лекување и превенција на одредени болести. Ние, например, во педиатријата сме со малку врзани раце, од и огромен број на лекови не се дозволени да се користат кај деца, за некои треба со големо внимание, а некои се скроз забранети. Ние доскоро, например, имаше кај нас се користеа некои лекови за повраќање, например, сега, кои у принцип се забранети кај деца. Мислам, не се дозволени затоа што имаат негативни реакции, може да направат одредени реакции на ниво на мозокот. А повраќањето ни е еден од симптомите кои што ни е вака клучен, затоа што колку е помало детето, поголем број на повраќања, 2, 3, 5, може да доведат до појава на дехидрација. Затоа треба да се обрне внимание на користење на се она што е потребно да не дојде до такви некои моменти и особено не до проливи. Така да таа, да ја кажам, патна аптека пред се и основно треба да содржи лекови и помошни лековити средства кои што ќе помогнат во таа линија да не дојде до
едноставно проливи. Знаете, денеска имате луѓе патуваат на сите страни на светот. Во секоја земја, односно на секој континент, има разлика малку во бактеријалната флора. Значи, во Африка бактеријалната флора не е идентична, ако велиме Escherichia coli, да речеме сега као бактерија, ама не е иста незината вирулентност и снага во однос на ова што е, например, во северните европски земји, нели? Така да лесно може да дојде до некои инфекции кои може да бидат многу брутални. Тоа нешто треба да се превенира. Значи, тоа нешто треба да се помогне да не дојде до појава на некои такви заболувања. Без оглед и да изберат блиска дестинација, родителите треба во својата, да кажеме така, рачна Повторно, аптека горе-долу истите некои работи, така? Мора да имаат средства за она што велиме орална рехидрација, значи средства да ако случајно детето почне да повраќа или има течна столица, да се дава течност која што во себе има електролити, такви има повеќе, може да се најдат, нели? Морат обавезно да му даваат на детето уште пред да тргнат на одмор пробиотик и за цело време на одморот да се примаат. И посебно во текот на емисијата за пробиотиците повторно ќе посветиме внимание. Така, сега да ги спомнеме само во значи, патната тоа е нешто што торбичка. треба да има. Нормално треба да имаат лекови за евентуално за температура. Нормално пробиотиците ќе помогнат и за пролив евентуално. Но она што го гледам е дека доста често родителите користат и носат па и почнат да користат и антибиотици во тек на престојот. Значи ја би ги советувал да не даваат антибиотик ако нема потреба. Веќе давањето на антибиотик, на пример, е нешто што треба да е во консултација со педијатар. Значи не е само качило дете во температура, дајте ќе му дадем. Не. Затоа што реално многу почесто се тоа инфекции кои што се вирусни, така да за нив уопште и не треба антибиотика. Од друга страна, некои антибиотици можат да предизвикаат промена на флората во цревото кај бебето или кај детето, па да се појави пролив заради самиот антибиотик. Така да тоа не би било добро да го форсираат. Инаку, освен ако самиот педијатар, знаејќи го бебенцето или детето, така не препорача на родителите дека треба како резерва да си имате во исклучителни ситуации или некогаш може и да се искомуницираат и да се исконтактираат, така да се советуваат. Сега веќе е многу лесно, може. Со Viber светот се комуницира. Она што исто така би сакал да ги советувам, тоа е да имаат и некои средства кои што се користат за алергиски реакции, бидејќи летото е сепак период кога може почесто да се јават некои алергиски реакции, например од убод од инсекти, комарци, разни пајаци и така натаму, што може да се најдат таму каде што одат на одмор, но и алергиски реакции на храната која што се користи, затоа што, знаете, без оглед и да одат во некоја блиска земја у околина на Македонија, сепак има некои компоненти во исхраната што се разликуваат во однос на исхраната што е кај децата. Бебињата кои што се носат на одмор, ја топло советувам да се хранат за бебињата, значи за кашичките, да бидат готови кашички од реномирани производители, затоа што така веќе се сигурни родителите дека не може да дојде до појава на загаденост на некој од храните што се јавува, па да се јави некој пролив заради тоа. Така, да. Голем дел од бебињата, рековте до една година, доенчињата кои што се уште цицаат, па некои има и до година и пол, зависи како и мајката ева можност или пак одлучила, посебна подготовка и треба да внимава и самата мајка доколку бебето цица, така? Апсолутно да. Значи, факт е дека ако мајката дои, значи нема болја заштита од доењето, тука нема дилема, затоа што доењето, мајчиното млеко, е млеко кое што содржи многу компоненти од нејзиниот имунитет, значи содржи ти интерферони, леукоцити, значи многу компоненти, сега да не ги замараме гледачите, меѓутоа антистафилококен фактор, например, кој штити детето од стафилококни инфекции. И мајчиното млеко може да биде лек за многу компоненти. Така да мајката треба да го дои детето, но треба да има во предвид дека одење на одмор кога температурите се повисоки, треба да внимава на себе до толку повеќе што треба да внесува нешто повеќе течности заради губењето на течности заради високата температура. Така да и нормално исхраната на мајката да биде соодветно избалансирана, онолку колку што треба со адекватен внес на протеини, на витамини, на минерали. Едно од прашањата кое што е во тој дел многу интересно е дали мајката, ако е веган, може вегански да се храни.
Значи, тоа е една тема која што е искрено, многу реално, многу интересна. И баш мислам дека деновиве дадов некој интервју за тоа, нели, за веганството кај децата. Значи, одма да ви кажам, користам и оваа прилика, дека кај децата веганството е забрането. Значи, вие како човек или јас како избор на човек... родителот, ама детето дека не порасне кога така... детето ќе направи 18 години, кога ќе стекне своја самосталност, оно треба да одлучи дали ќе биде или нема да биде веган. Не можеме ние како родители да одлучуваме за нашите деца. Така. Во таква линија. Така, да. Само ќе се навратам кратко при патувањето, нели, без разлика дали на поблиската или подалечната дестинација, правењето на паузи од време на време, повремено е потребно, така? Да, апсолутно. Да не навлегуваат во автомобилот и сакаат што побрзо да стигнат. 1000 километри. Да, така, никаде нема да застанат или не знам што, без разлика дали ќе има потреба или не. Апсолутно, паузи може да се прават и треба да се прават. Препорачливо е негде на максимум 2 часа возење да има пауза од половина час до 45 минути. За да едноставно самата адаптација на детето биде како што треба. Така. И треба прилагодување на другата клима која што таму не очекува, така? Да, дестинацијата каде што сме отишле. Буквално и на возрастните, па посебно нели на дечињата и на бебињата. На сите. Знаете, светот е денеска, што би рекле народ, монака жаргонски отворено село. Денеска можете да патувате во Индонезија на одмор многу лесно, за разлика од порано, или можете на другиот крај на планетата, например во Соединените американски држави или во Бразил. Не е питно, мислам, на север или на јужен пол, нели? Патувањето денеска е многу полесно отколку што било порано, меѓутоа промената на климата и промената на местото секогаш носи ризик од добивање на одредени инфекции на кои што нашиот организам сепак бидејќи живее во една микробиолошка сфера е навикнат, а не е навикнат на тој другиот. И тоа мора да се има во предвид. Затоа треба да се преземат мерки превенција, што викаме. Так. А најдобро е кога добро ќе се советувате и ќе се консултирате со педијатарот, така? Сигурно. Најдобрите совети. Ако секогаш велиме инстинктот не води така и знаеме како и што да направиме во одредена ситуација, ама... Една работа што заборавив да ја кажам, тоа се оние креми и лосиони кои што се носат во таа покретна аптека, да кажам, или аптека за одмор за заштита на кожата. Значи, тука имаме една парадоксална ситуација, морам да ви кажам, значи, целото човечанство е најдено пред еден голем предизвик во денешнината. Ние користиме огромен број на препарати со кои се мачка кожата за да не дојде до горење на кожата, нели изгореници, што е во принцип во ред. Меѓутоа, трагедијата е што во летниот период со само 15 минути излагање на сонце за возрасен човек, значи 15 минути, се создава во кожата 25.000 единици Д витамин. Тоа е заради големата површина на кожата на возрастните луѓе, кај децата е таа количина помала, меѓутоа сразмерно и нивните потреби се помали. Денеска, со користење на сите можни заштитни средства, ама користење и на физички заштитни средства, као разни сунцобрани и така натаму, излагањето на сончевите зраци е многу помало, а од друга страна ќе прочитате многу трудови и текстови каде што велат дека ултравиолетовото зрачење може да има многу негативен ефект на кожата и е еден од предусловите за добивање на канцер на кожата, што е факт дека е така. Значи, ние се наоѓаме денеска во ова модерно време меѓу чеканот и наковалната. Опасноста од одредени малигни болести заради сончевите зраци во кожата, нели, во тек на животот, од друга страна опасноста од добивање на одредени автоимуни болести или малигни болести заради недостаток на Д витамин во телото. И имате една ситуација која е реално многу интересна. Во Македонија, например, каде што имаме огромен број на денови во годината сончеви, најголемиот број, повеќе од 80% од децата имаат многу ниски вредности на Д витамин во крвта. Сигурно дека е многу важен и е многу значаен. Да, значи неговиот недостаток може да доведе до некој, значи има многу сознанија во последно време за тоа. Така да нашиот совет е генерално дека децата треба да се изнесат на сонце малку,
да не бидат апсолутно скроз заштитени, меѓутоа никако да не се носат во најтоплите периоди да во се одбере денот. оној вистинскиот дел од Да. денот кога нели. Да речеме сонцето утрински го има, период, меѓутоа не ви пречи. Да, не она што би рекле не пече на кожата, нели. И барем 15 на минути до 20 минути да се шета голичко детето, значи да може во кожата негова да се создаде Д витамин, па после да се мачка со средства за заштита. Така. А она што И за кај средствата за заштита има некои препораки и совети за бебиња од толку месеци, за дечиња од толку години, што и како да користиме, така? Да. И треба да го Има применуваме разлики тоа. во тие препарати што се користат за заштита од сонцето, тие фактори 25-ка, 30-ка, 50-ка и така натаму. Можем да ви кажам дека не е толку драматична разликата меѓу фактор 25 и фактор 50, може би, али сега без оглед на се Сега веќе и треба фактор да се 80 има и ама 80, да. ефектот веројатно помалку или повеќе речи си е. Тука е у мали како со проценти. 50. Да. Меѓутоа, што сакам да ви кажам, многу е битно да се користат за децата тие препарати кои што се посебно направени, односно тие креми кои што се посебно направени за децата. Оти во целата група, ги има доста такви креми или спреови, нели пак се креми во основа, се така направени да не направат штета на кожата на детето, значи немаат многу компоненти кои што може да се најдат за возрастните. Значи апсолутно мора да се избегнува користењето на креми и оние за сунчење креми за заштита за возрастни, значи не треба да се користат за деца. Како што исто така за заштита на кожата од комарци или од уједи од инсекти, треба да се користат препарати кои што се припремени баш за деца, а кои поголем дел од нив се на скроз природна основа. Значи не се на база на хемикали и класични. Затоа што кожата на детето ја има целата структура како кожата кај возрастните, меѓутоа е 1/5 до 1/10 дебелина од онаа на возрастните. Мека, нежна, чувствителна, чувствителна така? И лесно може да биде, Така. да не речем пробиена, лесно се ресорбира се од нејзината површина. Така да, и во моментот никогаш реакцијата не мора веднаш да се појави, реакцијата може по неколку покасно, часа, мислејќи родителите дека еве на бебето му е убаво, Апсолутно, ништо да. нема како реакција, ќе го оставиме, затоа мораме да внимаваме. Потребно ни е сонцето, ама со голема внимателност, велиме, така, Апсолутно, избирајќи да. го оној период од денот кој што е најдобар. И не само од штетните сончеви зраци, и топлината како топлина, така може и да предизвика и дехидрирање, не Топлината, дај да, е Боже и посебно, да. сончаница, значи мораме да Апсолутно, топлината е прв предуслов да може да дојде до појава на дехидрација. И тука би ги советувал родителите да не ги преоблакаат децата, посебно не да им ставаат чорапи. Значи, ова намерно го кажам, затоа што ги облакаат затоа што во праксата често спати се појавува, така? Знаете како, ако е температурата во средината каде што е детето, без оглед дали е дома на одмор или надвор, над 25 степени, а вие кога одите на одмор е скоро секогаш над 25 степени, детето треба бебето треба да има еден памперс на него и една маечка со кратки ракави. Без чорапи, без капи, без ништо такво. Значи, затоа што децата продуцираат, значи, бебињата со внесувањето на храната, ако се само на млеко или на кашички после, нели, во периодот кога ќе почнат кашичките, они внесуваат огромна енергетска моќ кај нив и ослободуваат топлина. Значи, замислите, они внесуваат 120 калории по 1 килограм телесна тежина, што е негде 6 пати поголемо од она што ние го внесуваме како возрастни. Ама при тоа продуцираат топлина и затоа лесно може да дехидрираат. Значи, нели, нив треба да им дадеме можност да се ладат. Во пракса, многу често се сретнуваме со тоа да се носат чорапчиња, па макар и да се на сонце на 30 степени. Така, или кога се дома за да не газат на паркетот, на плочките, затоа што долу е студено, ладно, па од ноџињата, од нозете, доаѓаат сите болести. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, извинете што малку повеќе почекавте, ама и мене ми беше многу интересно сето ова што го слушав, верувам и на гледачите. Да, и мене ми беше, ама ја за постаро дете да прашам. Ајде, нема проблем, ако? 6 години кажува за мочање, за какање не кажува. Еве га вика, не можам од нега да збор. Не кажува. 6 години. И доктор, ако може нешто да ми каже. 6 години. 6 години.
Што 6 години? Не ја разбрав гледачката. Така, 6 години е детето. Добро. А за мокрење кажува, Лесно само, нели, за си ги- какање не. така. Да, да. Тоа е веќе возраст кога тоа треба да се регулира. Веќе, сега да кажам, тоа треба подхитно да дојдат, да речеме, да се видат со својот педијатар и има има техники како треба да се направи за да се прекине. Тоа е една од честите состојби во педијатријата, проблем со одвикнување од какање или од мокрење во Така, памперс. Почесто сме Али тоа слушале треба нели за внимателно, мокрењето полека. така, она неконтролираното да речеме и за Меѓутоа, кај поголеми дечиња, меѓутоа има начин. Да, Така има како да начин, тоа е една техники, значи добро е да се јават да се јават фактички на педијатри, да им се објасни на мајката и на семејството техниките како тоа да се вежба. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Дали го имаме и следното јавување? Да ве слушнеме и вас, се разбира и вашето прашање. Ајде, ќе се обидам уште еднаш. И во очекување на јавувањата на гледачите, секако ние го продолжуваме разговорот. Можеме сега накратко повторно за пробиотиците. Многу пати и во визите и заедно со вас сме зборувале, ама секогаш е тема која што треба да се повторува и нешто на што посебно обрнувате внимание ви. Па да, И со задоволство зборувате за тоа. Да, често зборувам за тоа. Знаете, суштината на тоа е дека ние пред само 110 години, значи 111 поточно години, 1907 година Метинков прв ја дава тезата дека живи бактерии може да имаат ефект на здравјето на човекот. Значи само 100 и нешто години ние го гледаме тоа, меѓутоа поинтензивно се испитува во последните 20-25 години во медицината поинтензивно. И онда се открива дека у суштина, нели, сето она со кое што ние живееме, постојат позитивни бактерии со кои што ние живееме во основа, а кои што се го подигаат имунитетот и го носат здравјето на едно дете. Например, сите педијатри се слагаме апсолутно дека нема болја исхрана за дете у доеначка возраст од доење, а во млечиното млеко само една жива бактерија може да се најде, нормални услови, тој е Lactobacillus reuteri protectis. Тој лактобацил фактички го има во мајчиното млеко. И тоа е една од причините зошто мајчиното млеко е добро за деца. Така да користењето на пробиотиците веќе денеска не е дали ние треба да користиме или не, него веќе е стил на живот за да се обезбеди подобро здравје. Меѓутоа, еве и кога зборуваме за летните одмори, сите деца, значи неизоставно и возрастните, мора барем недела дена пред да тргнат на одмор да почнат да внесуваат пробиотик, за цело време на одморот да го користат пробиотикот и дури кој ќе се вратат уште најмалце недела дена. На тој начин го подготвуваме и претходно организмот, му обезбедуваме добро и за самиот престој на одморот, а и потоа кога ќе се вратиме од една во друга средина, така, затоа. Од друга страна, зошто? Затоа што, видите, кога го зимате пробиотикот, особено овој лактобацил што ви го кажувам, он како филм легнува на слузницата на цревото и не дозволува патогени бактерии да се садат и да предизвикаат инфекција. Значи има тука многу механизми по кои што он делува. Има и други, но кај пробиотиците има и други нормално пробиотски бактерии, но кај пробиотиците е во основа дали се родителите на некој начин да кажам психолошки спремни дека треба да му даваат на детето нешто што уствари доскоро не се користело. Не се користело, точно. Тоа е вистина така. Ние денеска имаме значи апсолутен став во педијатријата за користење на пробиотици, особено што пак и се вратам на ова на одморите, што една од најпознатите клинички болести, кондиции, како сакате кажете, е така наречена патувачка диареја. Значи патувачки пролив. Да. Ви имате промена од една во друга средина и без оглед дали е дете или е возрасен, добива диареја заради промена на бактеријалната флора. За да не дојде до тој, еве да кажем, најбанален тип на диареја, затоа е ова затоа потребно. треба да се внесуваат пробиотици. Така, да. Дали имаме само гледач на линија, иако сме веќе при самиот крај на емисијата? Добар ден. Добар ден. Ете ве слушаме, повелете.
Видите сега, мене ме интересира за мало дете за пробиотик. Дали пробиотикот Нормија LGG BB12 е добар? Или LGG Ваја? Кој е подобар пробиотик? Так. Колкаво е детето, дали е битно како информација? Добро, да. Да. Колкаво е детето? 4 години. 4 години, да. Значи, видите, кај пробиотиците, ова е интересно прашање, често го добиваме во амбулантите наши. Ке ви одговорам директно и за тој пробиотик. Меѓутоа, често го добиваме ова прашање, меѓутоа морам да ви кажам дека кај пробиотиците приказната е како и во целиот животински свет. Значи, вие имате стотици типови на лактобацилуси и бацилуси, меѓутоа многу малку од нив вистински имуногени, значи го подигаат имунитетот и го даваат правиот ефект. Другите пробиотици имаат други дејства. Значи секој пробиотик има различно дејство. Тоа ви е исто као вие да чувате куче дома. Вие можете да земете дога, а може да земете и пинч. Значи едното е куче и другото е куче, ама различни се. Или исто е као и со телефоните. Ако имате керка, вашата керка е во пубертет, ај кажете и дека iPhone 5 е подобар од iPhone X 10. Нема шанси. Така и со пробиотиците. Сакам да ви одговорам дека ова што го постави како прашање гледачот, дека тој пробиотик е добар пробиотик. Значи, кога збориме за LGG, тоа е Lactobacillus rhamnosus, така му е оригиналниот назив. Тој пробиотик, таа пробиотска бактерија и Lactobacillus reuteri protectis, тие две пробиотски бактерии и уште една која се вика Bacillus clausi, се во основа трите главни, да кажам, пробиотски бактерии кои што имаат голем ефект на имуногеноста, на подигање на имунитетот и одбрана на организмот од многу инфекции. Меѓутоа, и едната, и другата, и третата имаат свое место и време кога треба да се даваат. Значи, зависи од тоа детето колкаво е, дали имало инфекции, какви инфекции, каде оди, ако збориме, ако е здраво, каде оди на одмор. Така да, во однос на пробиотиците, убаво е да се консултираат родителите со Кога, зошто, колку време, во кои ситуации. Така, инаку, должината на пиењето на пробиотиците не е ограничена. Тоа е како што вас никој не може да ве ограничи, телото зборам, не е физички правно, него здравствено, да јадете секој ден сирење или кашкавал, или кисело млеко, или јогурт, или кефир. Тоа се млечно-киселински производи за кои се смета дека влијаат на здравјето на човекот и продолжување на животот на човекот. Впрочем, ја во моите предавања често го користам тоа, човекот кој што најдолго живеел на планетата Земја, се вика Ширачи Ферзали, тоа го имам кажувано повеќе пати. Тој е човек кој што живеел 168 години, кој што живеел на Кавказ, кој што бил овчар, и кој што цел живот конзумирал кефир. А кефирот е у принцип пробиотик. Значи, пробиотиците немаат штетно дејство. Меѓутоа, ние денеска се наоѓаме на наплив на пробиотски и не знаеме формули, дали ќе го одбереме вистинското, што значи, е она што треба да го одбереме. Изборот треба да е во договор со педијатарот кога збориме за децата. Тоа сакам да го кажам. Така, да. Во оние првични ситуации кога можеби нели ќе протече носето, ќе се појави температура, ќе го здоболе стомачето, можеме самите да изреагираме и да направиме нешто, да не бараме лекарска помош. Во кои ситуации се малку подраматични, при крај сме на емисијата, па неколку совети и препораки, што во која ситуација. Најдраматично е колку е помало детето е повраќањето. Ако се појават симптоми на повраќање, симптомот повраќање, тој може да доведе брзо до дехидрација. Ако е само течна столица, 1, 2, 5 у денот, тие може да се справат полека родителите со внесување на храна која повеќе ја стега столицата, значи не диета класична, него само малце повеќе што ја стега и користење на пробиотици што ќе бидат за регулирање на столицата и смирување на диарејата. Меѓутоа, ако се комбинира повраќање со пролив, тогаш може да треба консултација со педијатар, да не треба едноставно детето да се однесе да прими рехидрација венска, а не рекулуста. Кога е температурата во
прашање како дома пробуваме и таму, така да ја намалиме, да ја симнеме, да бидејќи најразлични ситуации може да се појават и ќе си носиме се во патната аптека, нели, за првично да им дадеме помош и на дечињата. Апсолутно, ама и не мора да значи дека нешто такво ќе се случи. Апсолутно така? не мора да значи дека ќе се користат тие препарати. За борба против температурата, прво наједноставно е пак на одмор, велиме се родителите, е наједноставно туширање. Значи разладување, физичко разладување, да не посегаат веднашка по лекови за симење на температура, затоа што може само малку да е прегреано детето и да нема потреба да се дадат лекови за симење на температура. Така. Ако детето не сака, со сила да не го внесуваме во вода. Не, апсолутно, сигурно. Бидејќи има и упорни родители, нели, кои што сакаат така малку да влезе во водичката, така да. И убаво е, велиме, она пак ќе се навратиме на почетокот, барем ние кога растевме, велеа, макар 7 дена или 10 дена на море да се оди. Потоа и планина, и езеро во опција остануваат. Сите имаме некаде низ Македонија баби и дедовци, така и на село, и на планина, каде што можеме да поминеме дел од тоа, меѓутоа морето си е море, така? Тоа да. Тоа секако има позитивни ефекти од јодот, испарувањето, нели, солта и така натаму. Значи самата клима, сонцето, се тоа има позитивен ефект на здравјето на детето. Така да. Добра подготовка, добро планирање и да се посоветуваат и да се консултираат со својот педијатар родителите и да си поминат еден убав и безгрижен летен одмор. Да. Ви благодарам што ни бевте на визита. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека дадовме совети што се корисни. Точно. Сите оние кои што беа во некаква дилема што и како да прават. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Реклами во продолжение, а потоа продолжуваат најдобрите совети во рамки на отворената програма.